Благодарам, подпредседателе. Почитувана колешке, многу убаво прочитавте и како што сама цело време потенциравте, планирани средства. Но треба да направите разлика помеѓу планирано и реализирано. Граѓаните ќе видат бенефит само доколку овие средства бидат реализирани, односно бидат реализирани проектите за кои се наменети овие средства. Домашниот есап дека не ви излегува на пазар и дека се работи за еклатантен пример на неработење и неспособност, покажуваат фактите. И вчера кажав во една реплика, фактите покажуваат, бројките се немилосрдни, дека имате катастрофално лоша реализација на капитални инвестиции. За пола година имате реализирано само 20% од капиталните инвестиции. Значи, тоа што сте го планирале, не сте го сработиле во 6 месеци поминати од оваа година. Но нема да ви кажувам јас за овај ребаланс на буџет, туку ќе ви потенцирам што кажуваат експертите, стручњаците и граѓаните. Сојузот на стопански комори оценува дека наместо капиталните инвестиции кои се кратат за 100 милиони евра, треба да се оди кон намалување на трошоците во јавната администрација. Капиталните инвестиции, велат, се на многу ниско ниво, како што кажав, 20% до крајот на јуни, а дополнително ќе задолжите државата за 1 милиарда и 300 милиони евра. Буџетскиот дефицит рекордно ќе се зголеми, а од друга страна бизнисот е со врзани раце, што значи дека ќе биде намалена економската активност, што ќе представува дополнителен проблем за враќање на овие средства. Ова покажува дека владата нема конкретен одговор за кризата. Овие 76 милиони евра кои ги планирате во ребалансот на буџетот наменети за граѓаните и стопанството, од комората ви велат дека не се доволни според бизнис секторот, според комората. Зборувате за планирани средства за реализација на инфраструктурни проекти. Почитуваниот нобеловец Кругман дојде, го прошетавте и ви кажа: патиштата ви се лоши и мора да ги поправите. А вие се фалите токму со патишта. Кажа почитуваниот економист, стручњак, дека треба да имаме патишта, треба да имаме изградба на инфраструктура, за да можат да дојдат нови инвестиции. Без вложување во инфраструктурата, нови инвестиции, почитувани колешки, нема да има. И за крај, за здравството. Му ветувавте многу, а во многу пати го одбивате мојот амандман за зголемување на капацитетот на стоматолозите од 48 на 70 денари, што е ваше изборно ветување.